Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио на Канал 5. Вечерва со сите најнови информации околу текот на гласањето, резултатите, изјавите од партиите и штабовите. Секако и разговор со нашите вечерашни гости. Студиото го отворам јас, по мене следуваат и моите колеги Гоце Михајловски и Александар Видиновски со нивните гости и секако со сите податоци околу резултатите и анализата на овој изборен ден. Во студиото мои вечерашни гости се Александар Трајановски, сега да ве најавам како подпредседател на ГРУМ. Бевте кандидат во ред. Мојот колега Бранко Геровски и веднаш до мене Билјана Ивановска, која беше кандидат за центар во првиот круг од независни заедно. Така, од група избирачи, како што стои во Државната изборна комисија. Ви благодарам уште еднаш што се одвавте на поканата да сте дел од отвореното студио вечерва. Благодариме за поканата. Почитувани, за почеток јас би сакала да го повикам мојот колега Јован со најновите податоци, доколку во меѓувреме има нови податоци околу излезноста од податоците од Државната изборна комисија. Јован Ѓорговски, ево соседното студио. Јован, повели. Бити се уште очекуваме Државната изборна комисија да ги ажурира последните податоци за одзивот до 18 часот и 30 минути. За сега ги имаме податоците само до 17 часот. Од општините каде што се гласа во овој втор круг, најголем одзив има во Конче, односно 64,44%. Најнизок одзив пак има во Сарај, 8,77%. Ова е до 17 часот. Ќе повторам, очекуваме да се ажурираат овие податоци, но Сарај и Чаир се општините каде што има најмал одзив во овој втор круг. Тие се дел од скопските општини каде што се гласа и за градоначелник на град Скопје. Од останатите општини, тоа што е интересно каде што се гласа, во споредба со минатите избори на минатиот круг, на овој втор круг, одзивот е 34,62% до 17 часот, односно за 3% помал од првиот круг, кога била 39,86%. Посебно се водат податоци и за градот Скопје, за разлика од општините каде што се гласа на републичко ниво, односно во Скопје имаме 11% разлика од меѓу првиот и вториот круг, па така излезноста до 17 часот е 28,52 за разлика од пред 2 недели кога беше 39,62. Од скопските општини каде што има втор круг, аеродром одзивот е 36%, само за споредба во првиот круг таа била 39,32. Центар 39,44 до 17 часот, само за споредба во првиот круг била 42,48, значи за 3% помала излезност. Карпош 40,73, во Карпош во првиот круг била 42,51. Значи тука имаме мал пат од околу 2%, тоа е практично и во сите останати општини што може да се забележи на државно ниво. Од општините каде што се води интересна битка во овој втор круг, ќе го издвојам. Кичево до 17 часот доста висока излезност, 48,25%. Само за споредба, тогаш во првиот круг била 45,58. Значи тука имаме пораст од околу 3% за разлика од првиот и вториот круг. И Брвеница 48,87 и тука имаме доста висока излезност за разлика од првиот круг кога била за 10% помала. Значи сега имаме за 10% повисока излезност во овој втор круг. Ќе повторам, ова се податоците кои ги имаме од Државната изборна комисија до 17 часот. Во очекување сме да се ажурира страната, како што ќе се ажурира за одзивот на гласачите до 18:30 часот и понатаму во текот на ноќта ќе известуваме, а сега кога ќе почнат да пристигнуваат и резултатите, како што ќе се менува бојата на оваа мапа во зависност од тоа која политичка партија е во водство, и понатаму ќе известуваме какви се трендовите и каде би можеле да очекуваме некакви изненадувања или некакви пресврти.
Јован, ти благодарам за сега. Ние продолжуваме со нашите вечерашни гости. Еве, ги слушнавме повторно податоците околу излезноста. Еве, Геровски, со вас ќе почнам. Интересно е, еве, во Скопје, во општините каде што се бира градоначалник во вториот круг, тоа се аеродром центар Карпош, е помала излезноста во однос на првиот круг. Веројатно ова се должи и што во некои од општините како Чаир, Саре, каде што е помала излезноста во овие општини, односно најмала е, речиси, во Скопје, таму веќе се избрани градоначалници. Па што ова зборува за вас, овие податоци? Генерално во општините кај што се води жестока битка во овој момент, излезноста и не е ниска. Спомнат без Карпош, интересно е, до 17 часот излезност од 40,73% не е мала, таа сигурно ќе биде поголема до излезноста до 19 часот. Така што генерално на локални избори секоја излезност која е над 40% историски кај нас се смета за пристојност, добра излезност. Во Скопје исто така, не мислам дека се мали бројките, може би ќе бидат споредбено со првиот круг, не заборавете дека во тога се водеше битка и за советите. Нели се гласаше за советничките листи, имаше повеќе учесници во трката, имаше повеќе листи, повеќе кандидати, поголема мотивација на избирачите, по-силна кампања, да речем, во тој дел. Така што мислам дека излезноста резултатите се во рамки на очекувањата и во рамки на битките кои се водат во општините, кај што се очекуваат и во скопските вклучително, нели, посебно во центар и во Карпош се очекува сериозна битка. Тука не се знае конечниот исход до овој момент, тешко да се прогнозира. Може би некои знаат што имат малку увид во тоа како се движат избирачите, партиските штабови, обично ги препознаваат своето членство, оплика може да насетат колку успееле да ги мотивираат да излетат натаму, но јас искрено немам такви баш добри податоци, не можам да прогнозирам со сигурност. Така што на ова излезност мислам дека ова е коректна, сосема коректна и очекувана излезност. Не е очекувана споредено со првиот круг излезноста во Кичево и во Брвеница, например. И многу интересни податоци, тоа е веројатно се должи на овој, јас го нарекувам десант, што се случи денеска, нели. И тоа не е многу голема новина, имало и порано такви, нели, масовни доаѓања со авиони во текот на изборниот ден, поради социјалните мрежи, поради све што го гледавме, беше многу интересно, забавно се гледа сето тоа, за некого загрижувачки се разбира, може би за општеството генерално, дека тоа така се случува со таа иконографија, со сето тоа како што се случува, но може би таму излезноста е драматична. Например, ти во Кичево имаме, сигурно ќе биде 50%. Да, до 17 часот е 48,25. Брвеница исто така сега, целата држава се концентрира, се напча аеродроми, авиони, така натаму битката е за Брвеница. Интересни се двете битки, си во Кичево и Брвеница се интересни, бидејќи има, нели, македонски кандидати и албански кандидати од другата страна. И сега тука е битката, очигледна е. Непријатна е малку таа конотација што се дава етничка, но тоа е тоа. Тоа е нашата реалност. Александар, како вие гледате на овие податоци околу излезноста? Во однос на споредбата со првиот и вториот круг, конкретно ќе започнам од град Скопје, сметам дека баш албанскиот електорат и воопшто не е заинтересиран. Они подисциплинирано и по голема мотивација најдоа во одмерувањето на силите во првиот круг, каде што се гледа и според излезноста на овие избори денеска, особено во Чаир и во Сарај. Тоа кажува дека како коалицијски капацитети, гласови или контингенти кои што ги очекуваат било кој од кандидатите во вториот круг за град Скопје, најверојатно нема да бидат испорачани од аспект на она кое што беше како бројка во првиот круг. Да се надоврзам на мојот соговорник вечера, господинот Геровски, исто така сметам дека случувањата во Кичево и во Брвеница исто така се уште еден индикатор дека ние како општество се уште не сме зрели за пред се за една современа модерна демократија и политика.
некако постојано се влегува во етничките ровови, оној момент кога треба да се добие максимумот како поддршка на изборниве процеси. И сметам дека овие односи, особено во изминатава недела, ќе направат и сериозни, да речам, ајде не пореметувања, но ќе има сериозни тектонски поместувања во коалицијата, особено оваа на власт, затоа што се увиде дека пораките како и поддршката и соработката едноставно не функционира доколку нели не е во контекст на етникумот кој што би сакал да добие власта или евентуално се става предничи да биде етничката припадност околку програмската припадност и понудата за граѓаните како... Не сме зрели за да избираме, мислите, по вредности, по... Да, мислам дека и градот Скопје, кога збориме како понуда кон гласачите, и градот Скопје мислам дека понудата на овие избори не беше воопшто од аспект на понуда за решение на проблемите. Не се зборуваше во која насока и визија градот Скопје ќе ја добие, како и останативе делови нели од Македонија, него едноставно се идеше на некоја групирање на гласови, некои си позадински или како што некои други сакаат како беше непринципиални или чаршав коалиции, под чаршав коалиции. Да, малку сме во изборен мод. Да, кој што мислам дека сериозно ќе стават многумина, особено од власта со прст на глава, да размислуваат понатаму со кого ќе продолжат да соработуваат. Ивановска, како ви гледате на податоците од излизноста? Еве, последните ни беа до 17 часот. Предпоставам дека тука негде ќе бидат и до крајот на Па за некоја минута и ќе заврши гласањето. Изборите во случајов локални избори, па ќе кажам дека представуваат еден вид на барометар за мерење на општествениот притисок што постои кај граѓаните, колку тие се зрели, колку тие се будни, колку тие се свесни дека треба да бидат креатори на општеството во кое живеат. Излезноста е таква каква што ја одработиле поголемите партии. Значи, се уште факт е дека партиските притисоци се толку многу силни, ќе се надоврзам на тоа што го кажа Александар, што и вие што кажавте, дека ние не сме зрели да бираме вредности, туку ние сме зрели да гласаме онака како што нели е наметнато да се гласа. Тоа е рентген сликата што е моментална во општеството и нема што да се лутиме или да не се лутиме или едноставно треба да ја прифатиме реалноста дека е таква. И оние луѓе што не излегле на гласање си го кажуваат својот револт за состојбите. Тие што излегле да гласат одбрале тоа што мислат дека ќе одберат или пак нешто им е ветено или не знам. Значи партиските интереси се многу силни, тие работат на терен, се гласат онака како што е притисокот силен. Мене минатиот пат многу ме изненади гласањето во Кочани. Значи, после се што се случи во Кочани да добие најмногу гласови, да добие владачката партија, која што, патем речено, имаше време да делува и да го поправи тој систем таму. Не дека таа претходната власт не можела, проблемот е нели повеќе години присутен, него луѓето како да се слепи, како да се неми, како да не го гледаат проблемот што се случува 4 години, нели во текот на еден мандат, туку сега наеднаш ајде како требало така, ајде сите така. Значи, мислам дека треба уште да зрееме. Многу треба уште да зрееме. Веќе мислам 19 часот веќе завршува, заврши гласањето, така да значи и заврши изборниот молк. Јас сега ја гледам мојата колешка Јана Јосифовска која е во ВМРО ДПМН и Ивана Стојановска во СДСМ, па да ги вклучиме Ивана, односно Јана. Прво ќе одиме во ВМРО ДПМН. Имам најави дека ќе има пресконференција. Јана, повели. Така е, Бети, и добро вечер од централното седиште на ВМРО ДПМН. Тука за сега можам да кажам дека е мирно, единствено ние медиумите сме тука. Генералната оценка за изборниот ден на партијата се очекува за околу 15 на минути да ја соопшти Валентин Манасиевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, иако од партијата денеска излегува веќе со генерална оценка дека вториот круг од локалните избори поминал во мирна, фер и демократска атмосфера, како што
што посочија без некои поголеми изборни нерегуларности. Им се заблагодарија на граѓаните што излегле да го дадат своето право на глас. Секако ќе слушнеме повеќе од Манасиевски нивната оценка, а можеби и некој брифинг кои се нивните прелиминарни изборни очекувања. Се подготвуваат тука за пресконференцијата, секако ние малку подолу ќе се вклучиме во живо од неа, да кажам со оглед на тоа што веќе е 19 часот, дека тука во ВМРО ДПМН очекувањата се на голема историска победа и во вториот круг, во оние 26 општини кои им останаа каде што нивните кандидати влегоа. Претходно веќе е познато, победија во првиот круг во 33 општини, како што и претходно нивниот лидер Мицкоски повеќе пати споменуваше, очекуваат голема победа во 59 општини плюс градот Скопје. Но дали тоа ќе биде случај и дали овие математики на раководството на ВМРО ДПМН ќе испаднат токму така, секако останува, вечерта е пред нас, останува да видиме. Тоа е за сега се што можам од тука начално да го кажам, да го соопштам во очекување на пресконференцијата на ВМРО ДПМН. Јана, ти благодарам. Одиме во штабот на СДСМ. Ивана Стојановска таму. Ивана, повели кои се информациите од СДСМ, каква е атмосферата, кога се очекува да имаат пресконференција во однос на овој изборен ден? Да, вети овде во штабот на Социјалдемократскиот сојуз, каде што и ќе се чекаат резултатите, како и минатиот изборен круг, односно првиот изборен круг од локалните избори, можам да кажам дека сме само ние медиумските екипи присутни, па така немаме со кого да искомуницираме и да видиме кога ќе биде првата пресконференција. Портпаролката на партијата ни рече дека за некои 10 на 15 минути ќе ни даде информација, меѓутоа најверојатно првата пресконференција за оценка на изборниот ден ќе биде нешто по 20 часот. Она што можам да го кажам од овде е дека атмосферата е мирна, нема во пресцентарот присутни подражувачи, нема симпатизери, нема членови на партијата. Тука сме ние медиумските екипи. СДСМ инаку во вториот круг од овие локални избори има своји кандидати во 17 општини. Од она што можевме да го слушнеме изминатиот период е дека тие очекуваат победа во некои од овие 17 општини, додека во текот на првиот изборен круг освоија само 3 градоначалнички места. Во скоро сите 17 општини тие ќе се соочат со кандидати на ВМРО ДПМН, но како што реков, очекуваат дека во некој од нив може ќе извојуваат победа. Еве ќе споменам некоја од општините каде што СДСМ има свој кандидат, каде што се пласираа нивните кандидати во вториот круг, тоа се Дојран, Крива Паланка, Крушево, Лозово, а во првиот изборен круг, како што реков, освоија само 3 општини, а во скопските општини своји кандидати во овој втор круг од локалните избори имаат во Скопски Карпош и во Центар. Ова се за сега сите информации, како што реков, кога ќе имаме информација која ќе биде првата пресконференција, ќе побараме повторно вклучување. Вети? Ти благодарам, Ивана. Еве, тоа се информациите од СДСМ. Геровски, сега почнувам со вас. Еве, апропо и тоа што го зборуваа претходно и Александар и Билјана, дали се согласувате со тие оценки и реално што очекувате од овој втор круг на изборите? Вака, сега заради прецизноста да кажем една работа. Прво, не знам кој е кандидатот на СДСМ за Карпош, нема таков. Во втор круг нема. Нема таков. Ако мислела вашата колешка на Стефче Кимовски, Стефче не е кандидат на СДСМ, барем не јавно. Веројатно било лапсус. Барем не јавно. Второ, пак заради прецизноста, двајцата независни кандидати од Кочани се поддржани, едниот од СДСМ, едниот од ВМРО, формално се независни кандидати. И таму не знам како ќе биде исходот, навистина, се согласувам со оценката дека Кочани беше на специфична средина поради трагедијата. Колку што беше, за некој може би чудно, што има гласови кандидатот поддржан ВМРО ДПМН, толку за некој беше и чудно и трагично и жално тоа што, например, кандидатот, другиот кандидат независен, поддржан од СДСМ, имаше, славеше со трубачи, со музика го славеше во Кочани, нели, кај што тоа е недолично денеска, ја славеше влезот во вториот изборен круг. Генерално сакам да кажам две работи, како мал контрапункт на она што тезите што ги слушам до сега. Прво, излезност, правев една анализа
заради некои дебати претходни, за тоа каква излезноста на локалните избори во европските земји, почнувајќи, не знам, од Бугарија, од Хрватска па се нагоре, со исклучок на скандинавските земји, каде што има страшно висока традиција на гласање, каде што се гласа 80-90% и така натаму. Тоа пример го знам буквално ја прва рака и лично. Во сите други земји на локалните избори поставив прашање, едноставно изсрчав како било на последните локални избори. 2020, 2021, некаде 2022 година. Значи, секаде излезноста е меѓу 40 и 50%. Излезноста во првиот круг, а така ќе се потврди во вториот круг кај нас, мислам дека ќе биде во рамките на некаков нормален европски просек. Да, но и во вториот круг не е потребно не можете за да се очекувате избере. и не се смета за ниво на ја би сакал да има ниво на партиципација 80% како во скандинавските земји. Меѓутоа повеќето европски земји тоа не се случува. И второ нешто што сакам да кажам е го покажува тоа искуството и на Хрватска, например, а и на нашите тука граѓански организации, независни листи, граѓански листи, како да ги наречам, надвор од партиите, во секој случај, кои освоја доста во битката за Советите, не знам вкупно 5-60.000 гласови, ако не се лажам. 58.000. Да, тоа е значајна бројка, но искуството ни они што ги прават се обидуваат да конституираат дел, не сите, да конституираат политички партии. Зошто? Треба да сватиме дека во демократските општества демократијата не е совршен систем, нели? Тоа е најдобриот од несовршените системи, најдобриот е во кои владееме. Сепак основни организатори на политичкиот живот се политичките партии. Ја спомнах Хрватска, само ќе ве потсетам. За да дојде една коалиција на граѓански организации, сега е Можемо, нели? Така се вика, Можеме на македонски јазик, нели, со извичник на крајот, за да дојде во ситуација да биде втора општествена сила или прва, таму се прва од сега, социјалдемократите и СДП, нели, они од Рачен времето па до денеска, тие се веќе аут, тие се трета, како и кај нас отлика социјалдемокративе, за да дојде беа потребни 2 изборни циклуса, беа потребни страшни коалиции, беа потребни да се конституираат и да се организираат практично по принципот на политички партии, на странки ги викаат кај нив. Така што тоа е еден долг процес и не е лесно да се дојде да им се влезе во партиите, политичките партии во бубрек, бидејќи политичка партија значи организација, значи инфраструктура. Значи сега во секое место, во Брвеница, во не знам кое, во Пробишки, да имате ваш човек, да имате гасарија, да имате компјутер, да имате 10 членови на некаков комитет локални така натаму, па тие, па некој да лепи плакати. Тоа е се на сериозен, секогаш било така и според ова Геровски, така. значи имаат шанса, еве групата избирачи како што ја представуваше и Билјана Ивановска, која што имаше одличен резултат во центар на 4500 гласови. Значи во некои следни 2 циклуси можеби доколку се не според мене, групата на да. сега да не ја сгрешам нешто, ако сгрешам ќе ме поправите ви мене. Мислам дека другата група се обидува да конституира партија. Да, и ние сме во процес. Така, значи и вие сте во процес. Значи, мислам дека како да чув дека другата група дошла некаде до 800 собрала гласови пред изборите, ако е тоа точно, а потребна 1000, нели? Тоа во крајна линија не е некоја голем цензус. Треба да се знае дека независните листи на овие избори има поради таа збрка со Уставен суд една ексклузивна можност со 2 подписа да кандидираат. Тоа е инцидент, нема се повтори, бидејќи се смени сигурно изборниот закон. Но не беше по нивна вина секако. Не, реков историски инцидент е тоа кај нас. Само со 2 подписа кај нас можеш само да се кандидираш и после војната, втората светска војна, станеш народен херој, нели? Така се стануваше во тоа време. Се шегувам малку, нели, сепак посериозно. Сакам да кажам дека доаѓа време кога тие ќе размислуваат што имаат сериозни
потенцијали, снаги. Дали според вас ова е нека нова алтернатива, ова нова понуда од овие групи на независни, еве по примерот на Хрватска, бидејќи Ивановска најаво дека тие ќе формираат Не партија, знам, бидејќи ќе треба да видиме, ќе треба да ги видиме луѓето, ќе треба да видиме бекграундот на тие луѓе, ќе треба да ги видиме И да ги слушнеме програмите, нивните ставови, да, идеолошките. веројатно, Ја ви го спомнав примерот на Хрватска само за да ви укажам дека тој процес во Хрватска беше долго, ви реков 2 изборни циклуса, тоа се 7-8 години, се не знам како се потрефува на ферментирање на она што е. Но видлив е потенцијалот. Се разбира, Се покажа, да, се покажа според во освоите, Македонија. така Да не гласува. заборавиме, сеќавате ли на оние разноразни ВМРО клонови на партијата ВМРО. ВМРО вистинска, ВМРО ваква, ВМРО таква, онаква. Имало разни клонови. Од СДСМ се појавени многу повеќе клонови на СДП, ЛДП и така натаму. Така што и секогаш историски во Македонија постоела потреба за некоја трета опција. Има една голема победа Тупурковски. Сетете се каков драматичен резултат Тупурковски имаше во... Се доживувате ли Ивановска вие како трета Тоа е опција? дел историјата. Да. Да, затоа што мислам дека е крајно време да се разбие тој дуализам ВМРО СДСМ, дека е крајно време да се слушнат нови идеи, нови решенија за со децении натрупаните проблеми. И сметам дека има капацитет тоа да се направи и потребата од политичка партија се јавува дотолку повеќе што ние бевме неравноправни учесници во изборниот процес. Значи партиите така си ги поставуваат и законите, нели, бидејќи сами ги гласат законите. Така е се поставено да вие сте сосема маргинализирани во секој поглед. Значи, партиите имаа можност за платено политичко рекламирање. Не сите. Тоа сакав и малце не е добра паралелата со Хрватска, затоа што мислам дека таму е малце по демократски пристапот, особено до медиумскиот простор на сите партиципенти во политичкиот систем. Да, овдека е во функција на големите партии точно. и тоа законски напишано така, бидејќи мнозинството го гласа тоа во парламентот. Нормално дека е тоа така. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа ги кочи демократските процеси, односно и штети на демократијата. Значи, демократијата треба да се развива, да оди чекор понатаму. Едноставно сите да имаат можности да учествуваат во изборниот процес. Овој ексклузивитет што го спомна колегата Геровски, би рекла дека тоа беше период на огромна неизвестност во тој период, заради тоа што по укинувањето на одредбите од изборниот законник од страна на Уставниот суд се постави еден правен вакуум и му требаше многу време на парламентот да заземе став како ние ќе настапуваме на изборите и мислам дека многу енергија се изгуби во ветер за џабе и на крај добре вака тоа овозможи да се кој како сака Да се разводени опозицијскиот разводени и тоа мислам дека баш и не беше. Секогаш е подобро кога има јасни правила, нека се тие и строги се, меѓутоа да бидат еднакви за сите. Вие ако земете во предвид дека јас сум правила анализа на претходните парламентарни избори, знаете колку пари се потрошени на платено политичко рекламирање? 250 милиони денари буџетски утврдиле големите играчи. Утврдиле, меѓутоа не е во ред. Да, имаме малку време во овој блок. Ја би сакала само да ве прашам околу центар, бидејќи имавте вие 4500 гласови, што навистина изненадувачки добар резултат, како за прв пат што се појавивте на избори. Рековте дека нема да повикувате никого да гласаат, но дека за промените во општината треба граѓаните сами да одлучат. Што очекувате реално да се случи? Сега ќе победи еден од кандидатите, тоа очигледно. Секако дека ќе победи. Според бројот на гласови што ги добија едниот и другиот кандидат. Бидејќи нели во вториот круг се тргнува од нула. Во првиот круг имаше Герасимовски, но да видиме што ќе се случува сега. Беше многу интересен резултатот. Факт беше дека, да речеме, кандидатот Лабудовиќ имаше освоено многу повеќе гласови отколку што беше листата на Знам. Но исто така помалку гласови отколку што беше листата на ВМРО, кој што немаа свој градоначелник. Што значи, гласовите од ВМРО отишле дел кај Герасимовски, дел кај Лабудовиќ. Се граѓани. Сакам да кажам, така што како да речам, ќе видиме. Во секој случај се сведува од кој центар на моќ доаѓаат интересите. Во нашиот случај, во нашето општество, за жал, тоа е така. Би сакала да ве прашам вас за Карпош, бидејќи таму е Јакимовски.
Има ли Карпош шанс? беше една специфична кампања, значи имавме буквално, како кажавте, десант, ако рековте, на Брвеница и на Кичево. Ние исто така имавме десант на власта во Карпош, значи не имаше кој министер не дојде и заменик министер да се прошета. Добро, кампања е сепак, нели? Па добро сега, негде во рамките на законот може да прочитате и дека, например, представници на институции како министри не е баш да се бидат на средби со граѓани Особено во работно време. Да, особено во работно време. Ако ги гледате видео записите и пораките, ајде сега службените возила да ги трнеме на страна, ќе видите дека сите се во убави сончеви денови, значи во работните сати. Сега ние може да нагодуваме или да нагаѓаме дали тие биле за време на работна или сите биле снимени за викенд или неработен ден. Али сметам дека власта, целокупната влада, вклучувајќи го и парламентот, особено мнозинството на ВМРО, јасно и недвосмислено посегна по Карпош и да се освои општината по секоја цена. Затоа мислам дека и премиерот тоа го покажа со неговите редовни посети на секој 3-4 дена во општината. Кампањата сметам дека беше доста интересна, но и тензична паралелно и сметам дека граѓаните ги сватија пораките и на двете страни, така да пак ќе сочекам уште малку. Они информации ја што ги имам, сметам дека Карпошани за разлика од останатите општини во Скопје имаат мотив повеќе да излезат во вториот круг. Карпошот секогаш бил да не речам и најчистка било во кој наводници. од граѓаните да се приклучат кон било кој кандидат, оставија слободно Видете, граѓаните. не го посочувам тоа дали би требало да повикаат или не. Тоа е избор на секој од нас дали може да каже јавно или да ги насочат своите гласи. Сметам дека пак е и соодветно и коректно граѓаните да ги оставиме сами да ја препознаат понудата, затоа што и така го започнав и моето гостување. Сметам дека и на овие и на било кои избори треба пред се понудата кон граѓаните да биде да предничи во изборната кампања и во нивниот избор или одлука на која страна ќе инклинираат. Во некои пораки кои што беа пратени и во град Скопје и во Карпош конкретно, мислам дека буквално се ветува брда и долини кои што не верувам дека ни 3,5 мандати се малку за да се реализираат сите овие работи кои што беа искажани на дневна основа по 3-4 пораки дневно, мислам имаме доста нереалистични ветувања кои што во еден 4-годишен мандат, без разлика дали станува збор за Карпош или град Скопје, сметам дека не можат нити да се реализираат, нити да се спакуваат. Од аспект на моделот кој што го посочи господинот Геровски, сметам дека Хрватска не е соодветен пример, затоа што Хрватска има се подемократски и поотворен политички систем кој што има возможност на сите партиципенти да имаат медиумски простор и застапеност, како и во однос на пропагандата од државните средства и институции. Затоа и можеби кај нас, ние, помалите партии, јас како представник на помала партија, исто така би имале проблем да имаме штаб, компјутер, телевизор во некои од помалите места населени, за разлика од овие два политички конгломерати, три да речам, кои што си го делат големиот колач и затоа они можат комотно да си ги држат тие штабови по текот на целата гледам година. Манасиевски од ВМРО ДПМН, па ако е почната пресконференцијата, можеме и да се вклучиме. Може? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На крајот од овој значаен изборен ден можеме со гордост да кажеме дека Македонија уште еднаш покажа зрелост, достоинство и демократска свест. Денес нашата држава помина низ мирни, фер и демократски избори кои се гордост за секој наш граѓанин. И му патуваме огромна благодарност на сите граѓани кои излегоа на гласање и ја покажаа својата одлучност и доверба. Ви благодариме за поддршката, за вербата и за тоа што застанавте на вистинската страна. На страната на напредокот, вредностите и стабилноста. Сите извештаи говорат дека изборниот ден помина во мирна и достоинствена атмосфера. Тоа е доказ дека Македонија знае да спроведе демократски избори по нависоки стандарди. Ние како ВМРО ДПМН очекуваме одличен изборен резултат. Во првиот круг граѓаните го направија вистинскиот избор, а сега во вториот очекуваме разликата да се зголеми во наш прилог. Очекуваме голема победа. Знаеме дека граѓаните очекуваат резултати, решенија и нова енергија. Ние таа доверба нема да ја изневериме. Од утре продолжуваме со работа, со уште поголема посветеност и одговорност.
Во текот на вечерта на следните пресконференции ќе почнеме со објавување на првите неофицијални резултати од гласањето. Ви благодарам, доколку имаме прашања, повелете. Гласањето е избор на секој човек поединечно. Тоа што одреден поединец или одредена партија дава поддршка на еден кандидат или не дава поддршка на еден кандидат е одраз на став зад кој стојат повеќе причини. Тоа е нивна одлука, ние во тоа нема да навлегуваме. Секој граѓанин има свое право да си го изрази својот глас, сепак сме демократска држава. Ние како ВМРО ДПМН ќе работиме оние партиски и етнички бариери да ги отргнеме. Да работиме за заедништво, да работиме за заедничка држава и со тек на време преку проекти, преку резултати и преку дела ќе се увериме дека можеме Македонија да направиме една заедничка држава. Со разговорот во студиото Геровски, еве во ВМРО ДПМН очекуваат одличен историски резултат, како што велат. Апропо и оваа ситуација што беше со Карпош, денови бевте, морам да ја прашам, во јавноста забележан со еден ваш црн хумор, како што го нарековте, со лидерот на СДСМ и кандидатката, како што беше сликана со Лукровски, Маја Мојсова. Бевте критикуван дури на вашата Facebook страница. Вие сепак сметате дека тоа е ваше право на тоа како ќе ги изразувате ставовите. Се согласувате ли со забелишките на дел од граѓаните дека можеби се претерало на овој начин со еден ваков црн хумор, или вие сметате дека тоа начин на кој што ви изразувате на ситуација? Секаде во светот, секаде во Европа, политичарите треба да бидат спремни на малку и претерана и црнохуморна критика. Сега не сакам да претендирам дека тоа што сме го направил било од естетска и од креативна природа нешто совршено, но вака како што вие мене ме прашувате е како да го прашате сега авторот на Монти Пајтон, например, за обран, дали претеравте со критиката на Исус, нели, прво тој што го легна во кревет. А мора да ви кажам, ви одговорам, да го сватите поентата. Тој што лежи во креветот не е Исус, се разбира, но мислам дека држи на поента во таа смисла. Не може да го прашат авторот дали претело. Па именно идејата била да се претера. Тоа е една сериозна хипербола. Не знам зашто некој би се наљутил или би помислил дека навистина Филипче го постела и дека треба Маја Мојсовска, нели, она е порашна докторка, знаеме од Карл, сега се прават и такви шеги, зашто да не. Сакам да кажам дека социјалните мрежи на овие избори стана место каде што сериозно и тие стануваат се повеќе место. И апропо ова законот што го спомнувате и парите за партиите, бидејќи вие сте представник на помала партија, независите ќе формираат партија, сакам да ви укажам на нешто што е поврзано со тој изборен законник, кој е катастрофален, тој е Франкенштајн изборен законник, лепен, сечен, додавано. И јас кога го читав ова лето, на почетокот една група од онлайн медиумите, од порталите, се обидовме да изчествуваме да политичките партии, бевме со сите лидери разговаравме, на поголемите и на помалите политички партии, да ги сменат барем некои работи што таму се нелогични. Меѓу другото, оваа работа, за која измена за цензусот за кандидирање, ама тоа беше нас интересираше повеќе делот на медиумско представување. Таму има многу сериозни глупости, од тоа, например, дека од вкупните пари што ги добиваат политичките партии од државата, само 25% може да го одвојат за онлайн медиумите и за печатените медиуми заедно. 75% да ги дадат на радиодифузерите. Јас се извинам, тука сме на гостика радиодифузер, меѓутоа ова што ја правилата ќе треба да се реагира. Ова нема никаква логика. И тоа, да ви кажам, е на директна штета на малите политички партии, бидејќи реално е поевтино рекламирањето на портал, отколку рекламирање да правите скапи големи така натаму. Значи, тоа е едно од прашањето што треба да се значи, кога слушам лидерот на Левица како вели, вие нас не направивте цензура, ами со него разговара. Со лидерот на Левица, он ни даде поддршка со Апасиев. Добро, ама предпоставам, зашто се бунеа, требаше да реагираат веројатно во собранието порано за да се направат измени на изборниот закон. Именно баравме и сега ставот беше тогаш. И јас се надевам дека од утре
ќе почне процес на менување изборни закони. Секогаш после избори се вели од утре ќе почне. Моја јас да кажам, а ваше е да инициирате. Вие сте исто јадни личности, треба да го инициирате тоа постојано. Знаете зошто? Затоа што аргументот со кој ние бевме одбиени се отварат овие прашања кои не се драматични, беше вака. Ама ние имаме многу идеи за менување на изборен модел, за менување на ова и така натаму. Тоа со многу, кој ќе ми каже човек имаме многу идеи, мене ми се крева на малку коса на главата. Добро, ова веројатно ќе биде повод и за некоја дебата каде што ќе имаме повеќе простор. Би сакала, бидовме почна да се околу измените на законот, само да ви кажам еден податок. Од кога е донесен изборниот закон, на 35 пати е менуван до сега. Тоа се пише нов. Да, но пак не е во На интерес. 35 пати. И знаете кои се најголемите измени околу финансирањето, околу рекламирањето. Значи, се што е во интерес на големите партии. Така. Тоа е. Само доколку ми дозволите на кратко, се служувам со вас, но исто така не само на ке нас, знаете кој преседане? Или еве да речам исто невкусно или не, вие да сте милиардер да се појавите на избори во Македонија, не можете да ги користите своите средства за да се промовирате. Од една страна, од друга страна, колку сме контрадикторни кај нас, најголемата машинерија и пари се фрлени на социјалните мрежи, конкретно Facebook, во спонзорирање на нивните постови и пораки кон граѓаните. А во Европската унија, на пример, тоа е забрането, таа е европска регулатива. Ама знаете зошто таму се фрлаат парите? Затоа што тоа не е регулирано со закон. Штом не е регулирано со закон, тоа е. Па дури и во текот на денешниот ден имаше објави на Facebook, каде што доколку би биле ние да преземеме. Да се задржиме сега, да. Ова е посебна тема, секако во право сте. Не треба да ја преземеме европската тема, ќе разговараме. Би сакала малку околу, ја видовме атмосферата што е пренесена Штаколишка од СДСМ, нема некоја атмосфера таму. Во првиот круг Како нема атмосфера, мора да. Во смисла на тоа дека не беше најавена пресконференција, дека немаше присутни во таа смисла, веројатно тоа подоцна ќе се случува. Како и да е, во првиот круг освоја 3 градоначалници. Филипче на пресконференцијата тогаш спомена дека очекуваат од 8 до 9 во вториот круг. Ќе видиме што ќе се случи денеска. Во меѓувреме следува и оставки. Што очекувате, Ивановска, вие да се случува во СДСМ во следниот период? Што да кажам, ја не се бавам со анализи се што ќе се случува во СДСМ. Се гледа дека партијата која што имаше пред колку таму доаѓаат 8 години, имаше огромен успех на локалните избори, сега има огромен неуспех на овие локални избори. Факт е дека тие треба да се замислат какви политики водат, за какви вредности зборуваат и колку го исполнуваат тоа што го кажуваат. Значи, колку ние да мислиме вака или онака за граѓаните, сепак граѓаните се тие кои што заокружуваат на изборите, кои што резонираат дали вака или онака ќе си гласат, и тоа е еден сигнал за работењето на одредена политичка партија. Мислам, јасно е тоа. Да. На истото прашање, Георги... Ако тие не си преземат сериозни чекори внатре во партијата, да се реорганизираат, да стават партијата на стабилни нозе, ништо нема да прават понатаму. Александар? Извинете, сметам дека... Очекувате резултати? Да, малце бев занесен во читањето на резултатите. Не знам, може да ме воведете во контекстот, затоа што сметам дека околу, гледам според излезноста дека... Зборуваме околу ситуацијата во СДСМ, најавени се, во јавноста веќе имаше дека... Мислам дека е коректно од нив што не излегуваат веднаш после 7 часот, затоа што сметаме дека прво треба да стигнат првите пребројувања на гласовите за да знаат. Не настапуваат од позиција на власт, многу е полесно ВМРО каде што држи апсолутната власт и негде околу 90% од сите општини да излези да кажат дека победуваат и дека очекуваат, нели, уште поголема победа или да ја зголемат разликата. Мислам дека е коректно да почекам уште некој половина час, барем да стигнат првите бројки од пребројувањата, како што и ги читам во моментов и јас. Добро, ако алудирате на оставката, имаше една непотврдена, ние не се обидовме ни да побараме, сепак беше изборен молк, потврда дека настанува, дека дошла до една, како беше, подпредседателска оставка. Како и да е, состојбата во СДСМ е исклучително лоша и тоа е тажно. Пазите, СДСМ сепак и после вториот круг на овие избори, бидејќи се мери, нели, за моќта на партијата, ако некако се споредува со партија, нели, се сметат сепак советничките листи, тоа е таа бројка. Останува втора партија
во втора опозиција, прва опозицијска, а втора по муки партија во Затоа не знам сега тука не го сметаме факторот на албанскиот фактор на заеми, ќе ги споредиме на крај бројките. Меѓутоа во македонскиот кампус останува мокна, а е толку немокна сама по себе партијата. Што очекувате во следниот период, како да надмине оваа ситуација, оваа опозиција, сепак е потребна силна опозиција? Јас во неколку наврати тоа го кажав и со тоа моја видео што го спомнав и така натаму, се знае што се прави во било кој ентитет, во партија, во фирма, во организација, во редакција, така натаму, ако работите не идат, нели, не се менуваат компјутерите, чашите, ова и така натаму, нели, како, да не бидам сега груп, како што во јавна куќа не се менуваат, нели, чаршаф и кревети, се менуваат луѓето. Така што потребни се корените промени на целиот раководен кадар во партијата. И тоа не е нешто ново, тоа е историски познато. Да ве подсетам дека претходниот лидер Зоран Заев се повлече после поразот на локални избори, кој беше помал од овој сегашниот пораз. Според тоа, во таа партија мора да настапи катарза, мора да настапи да дојде нова екипа, мора таа нова екипа да настапи со буквално нова и видоизменета политичка програма, да се разбереме, да не се лажеме дека СДСМ губи затоа што само луѓето се лоши или непријатни или затоа што таа не изгледаат убаво или не знам што, тие губат пред се ради своите политики. И они што не ги спроведуваа кога беа 7 година власти направија катастрофа, а и поради овие што ги промовираа во меѓувреме. И сега треба да се седнат да анализираат, чекате ова што ние го бараме во односите, не знам, во дипломатијата, во надворешна политика, ова не врви кај народот, не е добро и така. Ако ги променат, ако се вратат, ако му дадат една идеолошка боја, социјалдемократска, централно-левицарска боја, јасна опција, социјалдемократијата е нешто што постои секаде како на политичкиот пазар како опција. Меѓутоа, со овој тим сега, и јас кога зборам да тоа зборам од лидерот, апсолутно, хокеарска промена, се менува во драматично, така и беше после Заев. Се разбереме, ова е сега нов тим. Добро, ќе видиме како ќе биде сега таму. Јас гледам на линија мојот колега Дејан Трајковски од Кичево. Ако се слушаме, Дејан повели кои се последните информации за ситуацијата, како се одвиваше денеска денот на гласање во Кичево, кои се информациите од таму, повели? Што се однесува бети до денот, според информациите кои што ги имаме, да се одвиваше како што треба, се било започнато навреме, се отвориле гласачките места, навреме истите и се затворени, веќе да започнуваат да се бројат и оние гласачки ливчиња, односно од сите места каде што се гласаше во Кичево се носат тука во Кичевската гимназија. Според она што можеме да го видиме од терен, Кичево е навистина раздвижено, дел од граѓаните тоа го припишуваат на мобилизација за гласање за вториот круг кој го надмина одзивот од првиот круг, а други пак го припишуваат на тоа на раздвижување на диаспората. Ние тука се наоѓаме на плоштадот во Кичево, веќе пред штабот на ВМРО ДПМН се собираат симпатизерите, колку што можевте да видите позади мене, веќе и доаѓаат дел од симпатизерите со знамења, но секако мора да се каже дека неизвестноста во оваа битка која што се очекува да биде тесна се чувствува веќе во Кичево. Ние разговаравме и со кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски околу неговите очекувања од вториот круг, исто така и да даде еден коментар за оние наводи кои што беа споменувани денеска дека се активирала диаспората, па предлагам бети тука да слушнеме што порача. Цела кампања одеше во еден многу пристоен колосек без етнички тензии, без сите тие работи. Пак да ви кажам, јас воопшто не очекувам кон мене или да речеме условно кажано политичкиот противник да има такви обвинувања. Да, доаѓа и пак ќе ги повикам да си дојдат нашите сограѓани што живеат во странство, меѓутоа да размислат дека навистина со локалните проблеми се соочуваме ние што живееме овде. А тие живеат во Базел, во не знам, во Меменген, во Берлин, во Франкфурт и така натака и секогаш ни се мили да ни дојдат.
така, тоа беше кандидатот на ВМРО ДПМН. Според она што можеме да го видиме на терен во Кичево, има значително повеќе полиција. Според информациите кои што ги имаме, дојдени се полициски службеници од повеќе градови од околината. Секако ние бети остануваме тука, се очекува да пристигнат и првите резултати за неизвестната битка, која што сите очекуваат дека ќе има тука вечерва, па секако со нови детали ќе јавиме повторно. Трековски од Кичево го очекуваме во следното јавување со резултатите првични. Еве јас имам и првични резултати, ова се од штабот на ВМРО ДПМН за Скопје. ВМРО ДПМН 14.437, Левица 5877, се извинувам, Аеродром, ВМРО ДПМН 224, СДСМ 24, ова е веројатно тие што до моментот се пребројани, Пробиштип, ВМРО ДПМН 332, СДСМ 174, Кочани, ВМРО ДПМН 466, Венко, независниот кандидат 328, Валандово, ВМРО ДПМН 249, СДСМ 157, ова се првични нецелосни податоци од ВМРО ДПМН. Геровски еве во Скопје трендот е водството на Георгиевски, тоа што е излезноста помала за речи со 10%, барем од она излезно што беше до 17 часот, предпоставувам дека ја не знам врз на кој процент на пребројани е овој податок, веројатно врз мал процент, но да се разбереме, кога ќе дојде процентот на пребројани некаде 10-20%, ние трендот ќе го знаеме. Лично очекувам дека водството на ВМРО ДПМН во Скопје ќе се движи во рамките на предвидувањата 2:1. Ова е малку повеќе од тоа, како што гледаме, ако сега ја добро сметам, не, всушност баш е 2:1. Приближно толку. Некаде 2:1. Ќе видиме успех за кандидатот на Левица, за Амар Мечиновиќ, ќе биде ако евентуално се оствари подобар резултатот, например, ако биде, не знам, 1,5:1 и така натаму, меѓутоа дефинитивно некакво големо изненадување во смисла на победа на кандидатот на Левица. Јас не очекувам, мислам дека ќе се остварат оние проекции кои ги видовме меѓу двата изборна круга во една анкета во оној законски рок што беше соопштена. Мислам дека 2:1 ќе биде отприлика резултат. Овие другите се очекувано дека во општини, во Кочани битката ќе биде, како се гледа, ќе биде тесна. Во Карпош е мало изненадување, односно според информации што ги добивав јас по некои приватни канали, импресии за тоа како изгледа луѓе и така натаму. Голем напор е даден од ВМРО ДПМН и да се разбереме во Карпуш, мала може би реплика на претходно, во Карпуш ВМРО ДПМН е опозицијска партија. Како и во Центар што е, знам, опозицијска партија, или Стевче на власт. Овдека нема првични нецелосни податоци, ова се не знаеме колку процент. Ова е водство на мало, но да речем значено како тренд. Ќе видиме, рано е, ова се првични резултати да не како да кажам, да не истрчуваме можеби прерано, но за отприлика половина час ќе се знаат почетните трендови и тие нема да се променат до крајот на гласањето. Тоа е оно што во претходните избори имавме на мала расправија со СДСМ, со Плусев, ама тогаш ние на првични резултати на 20-30% не. Ако вие не знаете, ако на 20-30% имате разлика од 5 гласа, знаете дека таму не ги кажувате тие бројки воопшто. Не ќутите, затоа што тогаш може да настапи промена. Но ако имате промена 10, 20, 30% водство, тоа нема се смени до крајот на Трановски, што очекувате реално според овие податоци, ако е овој тренд? Да, повторно ќе се наврзиме дека буквално целата... Немате ли вие повратни од штабот на ГРУМ? Па еве, како што кажам, само што навршува првите половина час од пребројувањето на првите гласачки кутии, трендот е тој, значи ќе видиме. Мислам дека ќе биде густо, како што и наговестува сите анкети и
значи испитување на јавни мислења. Ќе оставиме времето, ќе ни покаже што за кратко ќе имаме малце по конкретни информации. Во однос на тоа дали во првите 20% не знам, сега немам толкаво искуство, но сметам дека во зависност кој избирачко место прво ќе биде затворено и преброено, така да знаете, одредени места, изборни места се фаворизира еден кандидат друг, така да како доаѓаат податоците, како се храни системот кој што потоа се манифестира во јавноста, не мора да значи дека првите преброени гласови би го следеле трендот. Но еве, останува времето да видиме. Јас секако очекувам победа, нели како представник на вако. Сметам дека убаво кампања имавме многу визионерска од аспект на понудата. Сметам дека граѓаните ги добија пораките, онолку колку што може. Го апсолвиравме од начинот на кој што ни беше овозможен, особено во вториот круг со смешни 3600 евра да се надпреваруваме со цела влада, пола парламенти, медиуми и сето тоа, така да тоа е тоа. За град Скопје, ако можам добро да пресметам сега, 34.734 со 16 према 16.835, тоа е 2 спрема 1 трендот, но ако е 34.000 пресметани од очекувани, колку имаш околу 90.000 гласови, 90, тоа значи овде кај веќе пребројано сигурно, ако не претерале сега, а не претера гласачите во излезноста, значи ова е веќе некаде 30% можеби пребројано за град Скопје зборам. Тоа е значајна бројка, трендот е тој. За другиве не знам. Може би треба се каже дека и значена една битка интересна се водеше во една мала општина Клуча Сандево. Имаше сега тука сериозно води кандидатот и тешко да веќе изгуби на ВМРО ДПМН Бајовски и во Долнин имаме водството меѓу ВМРО ДПМН и Влен, тамо беше интересна битка со Влен, нели? Води скоро 3 пати кандидатот на ВМРО. 1414 према 502. Не знам колку има избирачи. Ивановска, Геровски, не знам, ми беше најавено дека ќе морате да заминете, не знам дали е тоа време. Да, ја заминувам сега. Ако мислите дека имате уште нешто да додадете? Не, ви благодарам на поканата. И вам ви благодарам за учеството. Посакувам успешна, пријатна вечер. Се гледаме во некоја следна прилика. И би сакала пред да одиме со уште едно прашање, да ги слушнеме пораките од денешните пораки од политичарите во текот на гласањето, па да ги чуеме. Ако ги имаме спремно да одиме со нив, ако не, тогаш јас продолжувам со разговорот во студиото. Ивановска, секако се значајни вашите критики што ги имавте кон тоа како функционира локалната власт. Ве слушавме во кампањата, вие велевте да има повеќе зеленило, да се води сметка повеќе за јавниот интерес отколку за приватниот интерес. Што очекувате сега, ако власта доминантно има ВМРО ДПМН, веројатно треба да се движат во корпуси на ваквите ветувања што ги слушавме во кампања. Еве ги изјавите, ајде ќе ве молам да одиме со изјавите, па ќе продолжиме со разговорот. Европски мирно, очекувам и денот да биде мирен, да ги заокружиме изборите и потоа да се фрлиме на работа, односно градоначалниците и советниците да се фрлат на работа. Беше релативно пристојна, со респект, ретко се соочувавме со напади ад хоминем, се говореше за проекти, но имаше и инциденти. Им благодарам на граѓаните кои што излегува и гласаа во првиот изборен круг. Исто така им благодарам на граѓаните што и за време на вториот изборен круг ќе излезат и ќе гласаат. Благодарност до граѓаните кои што во првиот круг излегува и во огромна бројка ја дадоа довербата за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, градоначалниците и советниците во советите на општините од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Очекувам таква да биде јасна разликата и голема победата и после овој втор круг. Го искористив моето граѓанско право за да гласам на локалните избори овде за општина Тетово. Исто така ги повикувам сите мои сограѓани да излезат и да гласат за едниот градоначалник на општина Тетово. Ги повикувам и сите граѓани на Република Северна Македонија, каде што се гласа за вториот круг на локалните избори, да излезат, да гласат, да го искористат своето демократско право за да гласат за своите градоначалници, за тие што ќе ги водат на локална нива.
кампањата. Тоа беа денешните пораки на политичарите за очекувањето од денешниот ден. Ивановска, моето прашање беше околу тоа, рековме дека многу ветување имаше во кампањата, меѓутоа граѓаните очекуваат барем оние најбитните да бидат исполнети. Очекувате ли и вие дека тоа ќе се случи? Бидејќи победата веројатно носи и поголема одговорност. Зборувам сега за ВМРО ДПМН кои буквално ќе имаат најголемиот дел од општините, некаде според најавите, нивните очекувања беа со се градот Скопје 60, па ќе видиме. Добро, во центар не знаеме сега кој ќе победи, иако некако бројот на гласови укажува дека као заеднички менител да им е ВМРО ДПМН и на едниот и на другиот кандидат, но не се, ќе видиме кој ќе победи. Кој да победи? Кој да победи, ние кажавме во нашето јавно обраќање дека кажуваме кои се најгорливите прашања и дека треба час поскоро да се фати со решавање на тие проблеми. Ние сме тука за конструктивно и рационално решавање на проблемите и секогаш ќе соработуваме во таа насока, меѓутоа ние ќе бидеме следачи и гласноговорници на се она што се случува во општината, да известуваме јавноста, значи да не биде тоа, па во општината е изгласано тоа, не знам кога, па не знам сега мора да биде така. Значи сите ветуваат транспарентност, меѓутоа некако тешко оди. Тешко оди со транспарентноста, бидејќи знаете дека транспарентноста е најсилната алатка за борба против корупцијата, а ние сме сведоци колку ни е корумпирано општеството и корупцијата во локалната самоуправа колку е присутна. Ние сега зборуваме за сите проблеми, и за урбаниот хаос, и за ѓубрето, и за, не знам, и за зеленилото. Тоа е се резултат на корупција. Тоа е се резултат на корупција затоа што некој си ја злоупотребил положбата и го нацртал планот онака како што не треба. Затоа што некој ја злоупотребил положбата и не предвидел зеленило, иако имаме закон за зеленило. Не предвидел гаражни места, иако вели дека треба да се предвидат. Па имаме хаос со паркирање. Значи, сите овие проблеми што се јавуваат се резултат на корупција. А доколку би било тоа, нели, би се овозможило транспарентност, увид на граѓаните во општината, сите овие ризици би се намалиле. Вие, например, имате издавање на градежни дозволи, граѓаните не знаат на кого се издадени градежни дозволи. Дури сега имате измени и дури ни соседот не знае и нема право да се жали доколку добиете, нели, дозвола за некаква реконструкција на вашиот објект. Значи, толку многу се оди кон затварање, носење на политики за затворени врати, што во крајна линија на граѓаните им го невозможува правото да знаат и да учествуваат во донесување во креирање. Затоа ние имаме, нели, советници во општината, ќе бидеме гласноговорници, ќе ги следиме сите процеси и ќе се трудиме се да биде во, нели, во согласно со стандардите. Секој одскокнување и донесување на дупови или што и да е, нели, одлуки, политики, како и да ги речеме, надвор од стандардите, ние за тоа ќе известуваме гласно јавноста. Да. Тријановски, вие сега што очекувате во однос на тоа што сега ВМРО ДПМН сепак ќе ги има најголемиот дел од општините? Во однос на насоките на градот Скопје и на движењето конкретно за урбанизмот, сметам дека и досега, например, целокупната одговорност ќе биде во рацете на централната власт и на ВМРО ДПМН. Затоа што можеме да ги изоставиме една или две општини кои што не се под, нели, во нивни раци или нивна власт, и сега ќе видиме, дајде да се чекаме да видиме резултатите за Скопје, но како председател на ЗЕЛС и Сдруженијето ЗЕЛС, како и градоначалниците, значи во финална фаза е изработката на деталниот урбанистички план. Министерството за транспорт и врски исто така е на ВМРО ДПМН. Така да сметам дека целокупното движење ќе биде многу јасно дека оваа партија ќе има ставено директна рака и шепа на градот како ќе се развива и каде ќе се гради, каде ќе се урбанизира или ќе се пренатрупува. Сега, во изборниот процес нормално сите им беа полни устите дека ќе се децентрализира тоа, дека треба да се дисперзира во периферните делови на градот, но ќе видиме, сметам дека тоа ако го видите, например, во аеродром, не е така. Например, се уште се гради во строгото централно јадро на самиот аеродром. Газибабе исто така е во енормна градежна експанзија и они самите градоначалници го кажуваат тоа дека се, како го викаат, градежна иницијатива, градежна експлозија. Така да ќе видиме за многу кратко време после овие локални избори во која насока ќе се движи градот. Она што мене ме загрижува е што ние имаме такви дисфункционални институции кои што едноставно не ја вршат работата за која што се основани. Имаме 7 различни институции за борба против корупција. Можеме слободно сите да констатираме дека борбата против корупција не е на незавидно ниво.
Од аспект на тоа, државниот градежен инспекторат на вистина не може да се справува со ова што се случува на терен. Законот за градба едноставно не е адекватен според она што граѓаните реагираат и гледаме дека никој не реагира да ги удоволи барањата на граѓаните. Законот за градба си е оставен така како што е и е во интерес на фелата на инвеститорите и на бизнис секторот, а не во интерес на граѓаните. Да, можеби некој граѓанин таму е собственик на парцела која што се гради, но генералниот печаток на јавноста е дека урбанизмот на општините и на градовите не е во интерес на граѓаните, него е на некои потесни бизнес интереси да не користат. Сакала само бидејќи сте од Грум. Ние на пример исто така јас како моје искуство во кампањата што го зборував е дека ние градот Скопје треба да ги превземе прво целосно ингеренциите за градежните, да се формира еден градежен инспекторат, затоа што и самите општини кубурат со кадар, немаат инспектори, еден инспектор е на 2-3 општини си го позајмуваат, така да еден човек верувате дека не може да ги прочешла сите тие предмети и за легализација и да постапува да излезе на терен. Градежниот инспекторат, државниот градежен инспекторат, буквално никој мислам дека не го има видено нити слушното, дали знаете некој инспектор. Разочара Трајновски резултатот од околу 3000 гласа за... Не ме разочара. Лично мене... Очекувавте повеќе? Очекував, да, нормално, доколку не очекував, сигурно немаше да бидам кандидат. Од аспект на тоа сметав дека граѓаните ќе бараат нешто поконкретно во однос на проблемите кои што ги имаме како град и како негови граѓани. Но ете, им честитам на оние кои што освоија поише гласови од мене. Јас сметам и понатаму сметам дека мојата програма беше најконкретна за сите проблеми кои што ги има градот и кои што настанаа во изминативе 4 години, особено како и претходно, затоа што се темелат исклучиво на искуство кое што сум го согледувал внатре и во јавните претпријатија и во секторите и оделенијата на градот. Таму има луѓе прекрасни, има експерти кои што можат да одговорат на предизвиците. Сега кај нас мислам дека политиката повеќе не е она каде што како во останатиот дел од светот, каде што придонесува за развој на општеството и подигање на свеста, напротив, него политиката се користи исклучиво за окупирање и окрупнувањето на партискиот интерес и капиталот, ништо повеќе, ништо помалку. Само да дополнам, ако може. Мислам конкретно од последната реченица, значи треба подигнување на свеста. Често пати Љубљана ја земаме за пример и кажуваме како Љубљана стана најчист град, најзелен град и така натаму. И затворен е за нови жители. Љубљана е едно навистина средно место во секој. Видете, пред земјотресот и во Скопје била таква политиката и дури имало Не мислите дека Скопје веќе пренаселено? Не, зборам пред земјотресот. Пред 63 година политиката на градското собрание тогашно било во Скопје да има до 250.000 жители до 2000 година. Меѓутоа, она што се случи со земјотресот, буквално беше земјотрес во секоја смисла и нели Скопје отворен град се зголеми бројот на жители. Она што сакаме да го кажеме дека за Љубљана, значи седнале од различни политички опции функционери и кажале ова е најдобро нешто за нашиот град. И сите тоа го почитуваат, без разлика кој од која партија е. Значи, пораката би била сите да се договорат за едината на Скопје. Ви благодарам многу, не истече времето за вечерашниот разговор. Александар Трајновски и Билјана Ивановска, колегата Јеровски замина предходно поради уврски. Ви благодарам на сите што бевте дел од вечерашното отворено студио. Одиме со следните содржини. Очекувајте не тука повторно на Канал 5. Продолжуваме со отвореното студио.